30. септември е крајниот рок до кога треба да заврши изградбата на автопатот Штип-Миладиновци. Ова е рокот што им е даден на изведувачите по правичното пролонгирање на рокот кој беше одреден за крајот на мај минатата година. Станува збор за делница од должина од 47 километри. Најголем дел од градежните работи на терен веќе се завршени, па не се очекуваат некои поголеми проблеми кои би ја забавили изградбата. Паралелно со работите на терен, автопатот Штип-Миладиновци е тема на која се работи и во канцеларија, односно во просториите на специјалното јавно обвинителство. Имено СЈО води нова постапка која се однесува на направените милионски штети со изградбата на делницата од автопатот Скопје-Штип, но и на Кичево-Охрид. Според порталот Правосудство МК во својство на оштетени, деновиве на распит треба да бидат повикани актуелниот министер за градежништво, урбанизам и сообраќај Горан Сугарески и Зоран Китанов, директор на Агенцијата за државни патишта. Од споменатите двајца всушност се очекува да ги потврдат еднаш веќе изречените обвинувања на сметка на поранешната власт дека во должина од 7 километри е промашена трасата на делницата од автопатот Кичево-Охрид, но и тоа дека не е завршена експропријацијата на земјиштето на трасата Миладиновци-Штип. Според проектот, автопатот Штип-Миладиновци е со должина од 47 километри, широчина од 23 метри, а правичната вредност беше 208 милиони евра, пари кои државата ги набави како кредит од кинеската Еским банка. Дополнителните активности вредноста ја зголемија за нови 20 милиони евра. До сега целата траса е пробиена, а се асфалтирани околу 20 километри. Низ градбата на автопатот во моментов работат околу 600 вработени.